Ajde, šta ima poraka za semejstvo Dunijevski? Duško, ne se predavajte, domašte! Izvršite! Da pravi montirani procesi. Денес се собравме тука против политички монтираните процеси, против политичкиот прогон. Денес, кога во Пелагонија на 40 степени житото се печи, така овој мачен македонски народ ја бара правдата. Со која сакаме јавно да упатиме неколку пораки. Чекај секунда само. Ласко, чекај секунда. Таа страна се бива нагоре. Ајде, добро. Чекова. Чекај. Че да се земјасне. Повеќе од 2000 граѓани на Битола јасно и гласно застана на страната на угнетените, обесправените и безпомошните. Денес Битола, поддржувајќи ги, Томе, Цане и Душко Илиевски, докажа дека не е само град на конзулите и традицијата, туку горд град на непокорот и пркосот, кој никогаш нема да се помири со неправдата и самоволието. Никогаш повеќе Битола нема да дозволи семејствата на сточарите, земјоделците, работниците да бидат понижувани само заради тоа што портокаловата фамилија решила да ги заплаши сите што не мислат како неја.
Затоа сега ќе прочитаме петицијата за слобода на семејството Илиевски. Снима? Семејството Илиевски е типично македонско семејство, трудолюбиво, честно и пожртвувано. Кога на гојдарите им беа ветени субвенции инвестиции, Душко и неговото семејство поверува. Се задолжија, купија 86 грла и поверуваа дека среќата конечно им се насмеала. За жал, се заврши со пробаѓањето на Сведмил. Се што често заработи и спечалија, за миг го изгубија. Но тоа беше само почеток. Вистинската голгота им се случи штом проговорија за лажните ветувања и криминалот, заради кои беа доведени до питачки стап. Зарем е грев што отворено зборуваа дека цела пајагонија пропаднала на колена. Им се заканува, ги следеа, ги заплашуваа. Не баре станува збор за врвни велепредавници, а не за трудолюбиви и честни луѓе кои сакаат да се ги наплатат трудот и маката. Но ни тоа не ги поколеба. Продолжија макотрпно, домаќински да работат на своите ниви, за да го прехранат семејството, но не престанаа да зборуваат вистината и да се борат за своите права. Тоа за некого беше неприфатливо. Нивниот отпор и трудолюбивост беа лош пример кој решија да го сосечат во корен. Душко и неговите најблиски се обвинети за дело кој не можат ни да го замислат. Зарем верувате дека производителите на дрога едва и крпат крај со крај и живеат во онакви услови како семејството Илиевски? Зарем напатеното лице на 34 годишниот Душко може да биде лице на некој кој одгледува дрога и заработува на сметка на човековите судбини? Кога го апсеа, Душко рече: "Немаа како да ме затворат, сега вака почнаа. Пак имам срце и нема да се предадам." Ние денес му докажуваме дека не е сам, дека неговото срце, упорност и издржливост се и наши, дека нема да ги наведнеме главите, нема да замолчиме, нема да се предадеме. Денес се дигаме против ваквите неправди, против замолчувањето на оние кои како семејството Илиевски ќе се осудат да окренат својот глас. Со оваа петиција ја покажуваме нашата солидарност кон Душко и неговите најблиски, затоа што веруваме дека тие се невини. Затоа гласно и јасно ги повикуваме надлежните институции веднаш да ја прекинат мерката притвор и членовите на семејството Илиевски да се бранат од слобода. Слобода за Душко! Правда за Душко! 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 Наши ми одговори колку си. Мене струка вие! Не изобезпилите нова власт! Носиме сила понака! А таа гласи! И јас сум Душко! Уапсете ме! Нека обезбеди храна, плата, нека обезбеди парче, рајат за оваа земја. Ве повикувам сите со уште еден голем поздрав и со една силна подршка за семејството Илиевски да се упатиме назад пред институциите на системот, почувајќи од општина Битола, заклучувајќи со МВР. Душко! 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 Душко!